Добар ден, криптоентузијасти. Никола пак ни се успа. Како и да е, не се закидете, ќе го добиете подкастот. Значи, како што кажавме, како канал сме доста заинтересирани со работа со него. Дечкото се гледа дека има доста познавања и би сакал нормално да имаме некој втор глас на каналот кој што може од време на време да ги споредува неговите мислења со нашите. Така да се уште сме во организација со него. Но меѓу време не се закидете како канал, тука сме да имаме нешто ново за вас, како и секогаш, така да ќе направиме ново видео за вести, затоа што има некои интересни работи кои што се случуваат, кои што би сакал да ги споделам со вас. Во меѓувреме, посебно со оглед на фактот дека е викенд, многу од вас не сте многу расположени за некои сосема посветени, да речеме, едукациони материјали, затоа ќе направиме видео за вести. Со тоа што за прво би сакал да започнем со моменталната, значи направена е соодветна анализа од посебна ова е практично куќа која што работи со консултации за даноци и за сметководство. Значи, куќава се нарекува, така нарекуваат они, хаус, значи треба представува компанија. Тоа е компанија која што врши практично увид, како што кај нас има инспекцијски служби, ова се приватни компании кои што ги плаќате со цел да дадат соодветен сертификат за тоа каква е работата на вашата компанија и нивна работа е буквално да направат проверка на сметководството, без разлика, значи зависи од тоа за каков тип на компанија се работи. Оваа ситуација за Binance, значи нивната проверка уствари е од типот на да се види дали Binance има соодветни средства за да ги покрие вашите влогови во случај на проблем. Така да, ова, да речеме, сметководствена куќа, така речено, Мазарс од Јужна Африка, значи, направи соодветно истражување во кое што можеме да видиме дека, според нивната анализа, значи, моментално Binance поседува повеќе од 100% колатерализирани средства за да ги покрие моментално вашите влогови. Што значи дека за се што е вложено, моментално според оваа компанија, Мазарс, значи Binance има повеќе од 100% за да може да ги врати сите средства на оние кои што вложиле во Binance. Со тоа што, значи, ако се сеќавате, Proof of Reserve, уствари на Merkle 3, е посебен тип на софтвер кој што се додава во блокчейн технологијата, во оваа ситуација на самата менувачница, каде што преку ваквиот Merkle 3 во било кое време може да се види, значи, се што поседува одредена менувачница, ако се сеќавате, ние тоа неколку пати го напоменавме, значи CoinMarketCap моментално има, значи кога ќе влезете на CoinMarketCap, доколку отидете на exchanges, значи на spot exchanges, може да видите дека повеќето и Coinbase пред тоа немаше, сега и Coinbase објавил Proof of Reserve, значи моментално гледате дека поголемиот дел од менувачниците веќе направија Proof of Reserve Merkle 3, преку кој што може да видите точно што поседуваат и доколку кликнете на оваа икона со монети и оној штиклирано знак, може да погледнете како изгледа моменталната состојба на новчаниците, односно оние кои што се јавно објавени новчаници на Binance со соодветни коини кои што ги држат. Значи, овдека може да видите точно каков тип на валути држи одредена менувачница и кои се, значи вие сами може да ги видите менувачниците за да може, значи, да ги проверите сами. Во превод, ако сакате да проверите колку моментално има, да речеме, Ethereum, значи може да направите на Etherscan, BNB може на BSC скенер да го направите. Така да за секој од овие валути може лично да видите секој од овие wallet колку поседува, со цел да знаете колку моментално средства има одредената менувачница во оваа ситуација. Така да, тоа е многу добар потек и дополнително, че ова е една стратегија каде што вие јавно постојано имате фактички увид во новчаниците на оваа менувачница, затоа што знаеме и сами дека Ledger технологијата е јавна и дека што и да се направи на овие новчаници кои што моментално ги видовме на Binance, ќе се одрази веднаш на ваквиот Merkle 3, односно на ваквиот Proof of Reserve софтвер и ќе може да видите или пак директно на самата адреса која што може да видите од овде, значи од самите. Значи, кога ќе влезете, како што кажавме, секој од овие новчаници има собствена адреса која што може да ја копирате и да ја проверите сами. Сега овде кога гледате интересна работа. Значи, во оваа ситуација, не знам зашто не ни даде за Coinbase, многу ме интересира. Само да погледнем уште еднаш. Мислам дека кликнав на правилното место.
Сум кликнал. Интересно оваа ситуација, јас верувам дека немаме таков стандарден податок како што имаме за биткоин, затоа што за Binance, затоа што значи самата Coinbase е единствената менувачица која што е јавно тргувано добро, односно има хартија од вредност кој што можете да купите како дел од компанијата Coinbase. Можеби и затоа нема стандарден, затоа што гледате колку е различен значи приказот на Merkle 3 на Binance и на еве да речеме Kraken, верувам дека Kraken ќе биде во истиот формат, за разлика од сега ќе погледнеме да видиме точно дали е така. Не, и овдека е сосема поинаку. Гледате да ќе пишува. Не можам да разберам зошто не ги дава. Само да видиме дали може би овде. Не би требало да биде. Не. Значи ги дава како парови, а не треба така да ги дава. Ако се сеќавате пак оно што го покажаме на почетокот со Binance, значи гледате како ви ги дава со адреси кои што треба фактички да може и вие сами да ги проверите. Тоа е идејата на Merkle 3, да може вие сами да проверите во однос на тоа што поседува самата менувачица. Гледате, значи фактички овој првиот дел го нема во Coinbase и во Kraken, каде што може да ги видите, не знам зашто е ставено ова кога значи не ги поседуваат. Они имаат аудит за разлика од значи гледате како на Binance пише Exchange Reserves Data Available, значи овдека може во живо да ги гледате, додека овдека може да погледнете извештај, односно аудит, тоа е уствари ова што моментално го прави оваа компанија за Binance, каде што може да погледнете сами за себе, буквално што еве гледате, значи овдека во живо може да ги погледнете на KuCoin на пример. Значи како што кажавме, разликата е во тоа што пак ќе кажам, самата Coinbase е јавно тргувана компанија и затоа истата подлежи на постојани аудити од тамошните финансиски авторитети, додека останатите како што е KuCoin на пример го прават истото како и Binance, каде што јавно ги објавуваат своите адреси, каде што вие јавно може да следите кои се моментално резервите кои што ги поседува менувачицата на која што ви стојат вашите средства, со тоа што ова е направено на ноември 22 и ако прочитате овдека во детали пишува дека самата значи Mazars сметководствена компанија направила детален преглед на сите овие адреси една по една со цел да утврди дека навистина се поседувани од Binance и да утврди дека навистина средствата кои што се таму се доволни, со тоа што ако погледнете текстот пишува дека значи варијабилата со која што се презентирани средствата од Binance и она што е најдено во средствата на нивните новчаници, како што можеме да видиме во овој пасос ни кажува дека само разликата во она што е објавено од Binance и она што го нашла самата компанија е прилика 1%, која што е буквално небитна разлика. Битното е она што моментално уште го спомнавме е дека се најдени 101% од потребните резерви не само за она што ние го имаме вложено, туку и за сите leverage позиции кои што ги има на самата Binance платформа, така да се е покриено во комплет. Тоа е првата и битна информација која што сакам да споделам со вас, затоа што ова е многу битно за оние кои што тргуваат и оние кои што се уште држат средства на платформи, иако многу пати напоменуваме дека тоа не е паметно, но не, на крајот од денот секој од нас треба да користи овие платформи со оглед на фактот дека најчесто тие се единствените off and on ramps за крипто, така да тоа е сосема разбирливо, но е добро да имате некоја сигурност во сето ова. Сега, моментално Coinbase, значи Coinbase, знаете сами, е еден од најголемите стейблкоини, со тоа што ако ги споредиме моментално, според Market Cap, Coinbase е на второ место, веднаш после Tether, со 42 билиона, скоро 43, додека Tether поседува 65,8 билиона. Значи, ако се сеќавате, Tether беше апсолутен крал на стейблкоините, со тоа што моментално многу, значи во последниот период посебно, имаме зголемување на USDC многу, значи во огромен број. Ќе објасниме зошто е така. Нормално BUSD е исто така направено од црка како USDC, со тоа што BUSD е направено исклучиво за Binance, кој што го користи како стейблкоин на сопствената платформа. Сега, идејата што е? Значи, што се случува моментално со Coinbase? Значи, Coinbase, ако се сеќавате, Binance направи ситуација во која што каже дека нема да се прифаќаат никои други стейблкоини освен BUSD. Дека сите стейблкоини кои што моментално ги има на Binance ќе бидат трансферирани автоматски во BUSD во сооднос 1:1, без никаков фи. Истата ситуација моментално се случува и на Coinbase, каде што моментално Coinbase се обидува да ги убеди сопствените да речем клиенти
да го променат секој USDT во USDC, со тоа што моментално нема никаков фи и може да го направите тоа без да изгубите ништо, значи да го промените USDT, оно што држите во USDC. Генерално USDT е доста поризичен USDC, тоа е реалноста. Ќе објасниме зошто е тоа така, иако генерално стейблкоини, пак ќе кажем, значи мора да имате некаков ризик. Не може да нема ризик. Значи тоа не постои. Во било која ситуација, во било што држите на пазарот, мора да има некаков ризик. Со тоа што во оваа ситуација ако треба да ги споредиме, значи тоа што е некој прашање до мене во однос на USDT и USDC. Со оглед на фактот дека еве Coinbase се обидува да им помогне на некој начин на сите оние кои што се на нивната платформа да ги сменат своите USDT во USDC, тоа го прават со причина. Значи многу често ние не знаеме за оваа причина се додека не е прекасно. Не велам дека нешто ќе се случи со USDT, значи USDT се најавува, уште не знам од кога дека ќе пропадне, со оглед на фактот дека е првиот стейблкоин, и истиот е уште од 2014 година, значи за разлика од тоа USDC е многу по-нов. Сега разликата која е? Значи она што не го пишува на оваа споредба овдека е дека USDT не е базиран во Америка. Туку е базиран на Бахамите и Америка нема директна ингеренција, односно регулативна сила над него. Така да тоа е еден од проблеми кои што Америка го има со овој стейблкоин и нив не им одговара затоа што вие имате стейблкоин што заклучува билиони долари, значи они мора да ги имаат овие долари заклучено за да може да ги издадат истите на виртуална верзија, односно како стейблкоин USDT. Во превод, значи вие треба да дадете да речеме $100, ефективни $100, пример преку банкарска трансакција на USDT како компанија, во случајов Tether Limited, за истите да ги трансферираат истите во виртуални пари и да ви ги вратат како стейблкоини, додека во противвредност USDT мора постојано да ги држи, значи за секој USDT да има иста таква количина во долари заклучени. Сега, тоа е проблемот. Што овдека, за разлика од USDC, кој што исклучиво ги чува овие пари во, значи, ефективни добра како кеш или кеш еквивалент во типов кеш еквивалент се рачуна, значи сите оние добра кои што се многу брзо ликвидирачки на пазарот, со тоа што кеш еквивалент, најпознатите кеш еквивалент за оваа ситуација би биле државни обврзници, значи тоа во многу мала количина, кои што како такви, значи самата држава гарантира за нив и нели додека постои ефективно таа држава, во случајот зборуваме за Америка, ефективно и таквите обврзници ќе бидат исплатени. Иако тоа, значи е како да кажам, one point of fail, но како и да е во оваа ситуација, значи се уште се рачуна како суевидно добро кое што многу лесно може да се ликвидира. А зошто е тоа битно? Затоа што ако имаме бенкран на USDC ги има покриено сите пари кои што се дадени во долари и значи практично конвертирани во USDC стейблкоин за во било кое време, значи ја гледате. Постои значи нула моментално ризик затоа што во било кое време USDC и Circle како компанија која што е задолжена за USDC ги поседува сите пари кои што ги гледате моментално во овој market cap за да бидат вратени во било кое време до сите оние кои што би сакале да им бидат вратени. 42, скоро 43 билиони. Сега, во оваа ситуација за разлика од тоа USDT превзема поголеми ризици, каде што значи во овие две ситуации за да знаете дека точно компанијата ги држи во одредена форма овие пари, вие правите одит, односно правите соодветни инспекции кои што во USDC затоа што се базирани во Америка се многу поредовни и затоа значи како што можеме да видиме не само што се поредовни, туку стасава до тој степен да биде репутабилна што не само во Америка, туку моментално и во Украина се смета за регуларен кеш. Значи од моментално регулаторите во Украина, пример финансиски регулатори, се смета како регуларен кеш. За разлика од тоа, USDT затоа што не е под соодветна ингеренција на држава како Америка за да ви даде соодветна репутација, значи нема постојани одити, има повремени одити и тоа се прават приватни одити кога самата компанија го бара тоа, или пак на пример кога ќе имаме некој притисок од страна на заедницата, па они го прават со цел да ги намират луѓето од заедницата. Проблемот е што најчесто за разлика од ситуацијата како што е овде, значи они имаат liquid debt assets, treasuries and some cash. Проблемот е што значи има иако сите средства кои што ги држат се крајно ликвидни, односно во било кое време може да бидат ликвидирани за соодветна кеш сума и вратени назад, значи се многу поризични во своите држања, а проблемот е што кога имате ризик во држање на туги пари, кои што вие фактички ги држите, се додека лицето кое што ви ги дало не сака да ги врати назад, односно да бидат променети во
физички долари, значи тоа е проблем, затоа што ако имате ситуација во која што не може да ги претворите овие ликвидни средства веднаш во долари, вие автоматски имате недостиг на пари со цел да вратите на оние кои што се ваши депозитари. Сега, кога ќе го земеме целото ова во предвид, значи USDC генерално моментално е многу по сигурен стейблкоин за разлика од USDT. 100% никогаш не постои. Значи кога се наоѓате на вакви типови на пазари, без разлика дали е тоа злато, дали е сребро, дали е нафта, дали се криптовалути, дали се државни обрзници, ништо не е 100% сигурно. Но кога веќе се обидуваме да го намалиме ризикот на нашето портфолио, тоа мораме да го правиме со помош на веројатност, односно веројатноста за USDT да пропадне е многу поголема од USDC. Иако за двете има веројатност, USDC моментално според ситуацијата во која што се наоѓа, според контролите кои што се вршили врз него, има многу помала веројатност тоа да се случи. Така да ово што го гледам моментално Coinbase е на место ако ме прашувате мене, и јас истото што го кажав на пример неколку од луѓето кои што ме прашаат, ќе го кажам повторно. Ја не можам да ви кажам што да држите, значи тоа е повторно на вас, вие треба да направите сопствено истражување, но доколку можам да ви помогнам со мој совет, значи што вие треба нормално да го преиспитате, како и секогаш преиспитувајте се. Значи се работи за ваши пари, мора да донесете ваша одлука. Значи, моментално она битна работа која што јас се гледам и покрај сите овие контроли кои што ги гледам моментално. Најбитната работа која што мене ме тера да размислам дека USDC има многу подобра идеја од USDT е тоа што моментално USDC е во процедура да добие банкарска лиценца. Односно, уште претходната година во текот на 2021 година во средината најавија, а моментално се во степен на апликација, каде што USDC заедно со нивниот издавач практично Circle се во процедура по која што се обидуваат да добијат криптобанкарска лиценца, со тоа што ќе станат првата криптобанка во Америка, да се надеваме дека тоа ќе биде вистина, затоа што тоа ќе биде голем чекор напред со цел да се направи што повеќе, нели, како што кажавме и ние, што повеќе луѓето се запознаат со тоа што е крипто и како истото може да биде од нивна корист. Сега, од овие причини, затоа што моментално ова се случува и се очекува во било кое време значи тоа и да се случи, посебно со оглед на фактот ќе напоменам уште, значи секогаш кога гледате мојот канал ќе се обидувам да ви го напоменам истото. Гледајте кој е еден од главните финансиери. Значи во моментот кога USDC заедно со Circle сака да направи фактички ваков чекор и да стане банка, истиот прави financing round со кој што фактички бара од соодветни, да речем, големи компании да влезат во Circle и во USDC како нели нивни поддржувачи со цел да им помогнат да соберат што повеќе средства со цел да се оствари овој план на USDC да стане првата криптобанка во Америка. Гледате кој стои позади. BlackRock. Истите тие кои што постојано ги среќаваат. Значи многу битна работа. Така да секогаш имате од тоа превид, значи гледате како едноставно секогаш се врти на крај да истата ситуација, едноставно постојано BlackRock е во прашање. Така да во оваа ситуација значи мораме да бидеме свесни кој го прави сето ова, но идејата е што вие мора да бидете свесни дека ова е вашиот непријател, BlackRock. Но во исто време мора да бидете исто свесни дека BlackRock нема да дозволи нивната инвестиција да отиде нели во обратен правец, односно да биде во загуба. Така да и во оваа ситуација, значи кога гледате дека BlackRock финансира нешто, кога гледате дека сите овие големи компании како DCG и останатите да инвестираат нешто, може да бидете сигурни дека истите ќе направат се што можат за ваквата инвестиција да успее, затоа што станува збор за нивните пари, а они ако за една работа се сигурни, тоа е за нивните пари. Така да кога гледате дека нешто инвестира BlackRock, тоа значи дека станува збор за нешто што е доста сигурно. Значи верувајте ми, овие големи тие топ 10 огромни корпорации кои што моментално имаат трилиони под свој менеджмент, се на некој начин една од најсигурните инвестиции кои што може да ги направите на било кој пазар, со оглед на фактот дека они не влегуваат во нешто доколку немаат претходно дебело направен план и дебело направени проекции за тоа што очекуваат и кој е профитот кој што сакаат да го направат од доброто во кое што инвестираат. Така да генерално за USDC кога гледаме дека BlackRock е еден од главните инвеститори за оваа идеја, значи они влегуваат откако USDC и Circle испаѓаат со идејата да станат првата криптобанка во Америка. Со тоа што каде е овдека, значи јас барем според моја анализа, BlackRock се обидува да влезе во оваа банка поради една најглавна причина. Америка не поседува соодветен проект на CBDC со кој што би можела да се трка со останатите земји кои што се многу пред неа. Така да, има верување помеѓу, да речем, соодветни техничари и фундаментални аналитичари на самата криптосфера, дека
голема е веројатноста дека наместо да прави свој собствен проект, Америка може да направи адаптација со која што фактички ќе го превземе USDC да биде самиот CBDC проект за Америка и да биде основниот стейблкоин на Америка кога ќе дојде ред да се интегрира CBDC програмата и да се елиминира самиот кеш. Така да јас верувам дека една од причините поради која што BlackRock влегува во оваа рана фаза кога USDC се уште не станал банка е главната причина поради која што и истите се моментално финансиери, односно очекувањето дека USDC има голема шанса да стане CBDC проектот на Америка. Повторно станува да видиме, нели, ова е анализа на пазарот, како што кажавме, мораме да ги следиме сите овие работи затоа што економскиот пазар е еден од, како да кажам, најтурбулентните, најдинамичните пазари и мора да бидете постојано фокусирани со цел да не испуштите ваков тип на големи, да речам, потенцијални проекти, кои што во почетокот се многу тивки. Значи, вие претпоставам дека по големиот дел вас нема ни слушнато за тоа дека USDC се обидува да прибави лиценца за постанување на првата криптобанка во Америка. А тоа е многу битна работа затоа што ова ќе повлече уште многу други работи, каде што кога ќе постане USDC и Circle првата криптобанка во Америка, вие автоматски имате on and off ramp на цела територија на Америка. Значи нема да имате ни потреба менувачи затоа што ќе имате банка која што директно ги поврзува стейблкоините со сите легални коини од крипто во Америка. Така да тоа е многу битна работа и ќе има многу големи реперкусии ако успешно се случи. Имајте го тоа во предвид и ќе го следиме нормално на нашиот канал. Следно нешто интересно кое што го најдов е тоа што, значи, според соодветни, да речем, сега ова е, како да кажам повторно, имате многу ваков тип на куќи кои што прават соодветни анализи во криптопазарот, значи од било каков тип, со тоа што оваа анализа моментално потекнува Cointelegraph како еден од најголемите медиуми во криптосекторот го прави ова истражување сам за себе, практично со цел да покаже дека моментално имаме практично влез на капитал во пазарот, дури и покрај тоа што се наоѓаме толку длабоко и покрај тоа што имавме неколку последователни каскадни настани кои што го бутнаа криптопазарот се подлабоко. Сега, една работа која што не се слагам, значи вели вака. Моментално, значи заработката на биткоин майнингот е намалена кај оние publicly traded miners, значи оние кои што имаат и фактички јавни акции, компании кои што имаат јавни акции каде што било кој може да купи практично дел од таквата компанија. Сега, вели a decline in venture capital investment and signals of Bitcoin going to 12,000. Вели пат на практично инвестиции од страна на капиталисти, во случајот се однесува на корпорации и институции, како и потенцијален пат на Bitcoin до 12,000. Оно што постојано се кажува, значи во ред. Да, нормално е дека се намалува ревенијето, односно профитот на мајнерите, тоа е нормално, затоа што колку повеќе цената на биткоин оди надолу, нормално е дека толку повеќе профитот на мајнерите ќе се намалува. Плюс на сето тоа да не забораваме дека имате екстремно нестабилен маркет на енергенси, кој што и понатаму значи предизвикува цените на енергенсите да се качуваат и понатаму нагоре. Проблемот каде е у сето тоа? Значи она што постојано забораваат да го кажете дека без разлика на сето тоа, моментално хеш рейтот на биткоин е на највисоко ниво во историјата и тоа пазете. Еве да речеме дека официјално bear маркетот почна почетокот на 2021 година. Така. Значи од почетокот на 2021 година имаме моментално покачување 2021 година во ќе го земеме овде кај јануари. Значи од овој момент па до сегашната ситуација имаме 106% покачување на хеш рейтот, односно тоа се дополнителни мајнери кои што влегле на пазарот да мајнаат во овој најдлабок дел. Зошто е тоа така? Затоа што знаат дека од овој момент се што ќе измајнаат понатаму ќе биде само во профит, посебно со оглед на фактот дека очекуваме bull маркет во следната 2024-2025 година. Така да, нема да влезат толку мајнери, значи 106% тоа значи дека огромен процент на мајнери влегле. Нема да влезат толку мајнери да го одржуваат овој хеш рейт горе, ако не очекуваат соодветен профит. Она што го признаваме тоа што многу добро го кажуваат, сега овде ќе има некои компании за кои што ние не сме ни свесни, по например Porsche вели дека Porsche има влезено со многу голем, да речем, голема инвестиција во Web3 и NFT просторот. Нели, знаете сами, веќе го спомнавме дека Бразил моментално легализираше криптоплаќања низ целата територија и моментално вели дека во текот на претходниот месец, односно ноември, значи повеќе од 60.000 капитални фактички влезови на традиционалните пазари во криптосекторот биле регистрирани со повеќе од 800 милиони
долари влезени во маркет капот на крипто сектор. Зошто е тоа така? Значи, уште еднаш ќе напоменеме. Знаете и сами, многу пати го кажуваме тоа. Значи, проблемот во целата ситуација со луѓето е тоа што они постојано се движат во обратен правец. Односно, вие имате капитулација на пазарот од претходниот all-time high до овој момент сега од 75,3%, каде што можеме да видиме дека моментално smart money, односно паметните инвеститори купуваат. Кога сите ние стравуваме дека пазарот ќе оди до нула, паметните инвеститори купуваат. Значи, јас не верувам дека ќе се случи ситуација во која што ќе имате инвеститори од типот на Porsche и на овие огромни компании кои што се овдека со декади, ќе се дрзнат да инвестираат во ризичен сектор кој што ќе оди до нула, доколку не очекуваат соодветен напредок на истиот нагоре. Така да, уште еднаш ќе напоменам, значи кога гледате дека волку големи компании влегуваат на пазарот во овој сегмент, тоа го прават со причина. Значи, уште еднаш ќе кажам, smart money купуваат на овој сегмент кога се наоѓаме на дното на самиот bear market, додека за разлика од тоа, останатите кои што не веруваат во крипто, кои што ќе почнат да веруваат кога ќе направиме нов all-time high во некој период овдека после самиот халвинг, може би и пред тоа, останува да видиме нормално. Значи, тие се тие што купуваат кога веќе е касно, но нормално тоа е интересното во целиот овој крипто сектор. Луѓето најчесто учат кога е веќе прекасно, само што никогаш не учат за оцените грешки. Јас сигурен сум дека вие познавате многу луѓе во Македонија кои што велеа ако падне биткоин сега по 30, јас би ја продал куќа да би купил. А моментално ги нема нигде, може да го видите тоа и по самото членство на групата, значи имаме оние хардкор активни кои што и постојано се активни, исто и за нашиот канал. Значи како се движиме во bear маркетот, така оние кои што беа активни на почетокот се уште се, да речем, оние постојани луѓе кои што ги гледаат нашите содржини. Сега интересното ќе напоменам уште еднаш е дека дури и овој bear маркет да продолжи уште малку, оние кои што сега се наоѓаат во bear маркетот се тие кои што навистина ќе направат соодветен профит. Оние кои што ќе дојдат кога ќе се повратиме на пример до претходниот all-time high, тие се тие што ќе се бунат како тоа немало профит доволно, како стасале до new all-time high, па паднал, па го изгубиле профитот, затоа што влегле многу касно на пазарот. Значи уште еднаш ќе напоменам, влегувањето во пазарот е најбитната работа во криптосекторот, затоа што истиот е циклусен и за разлика од традиционалните пазари, ова е единствениот пазар кој што досега има докажани 3 точно тајмирани циклуси според алгоритмичкиот да речем состав на самиот биткоин блокчейн технологија. Сега, следно што сакам да ви покажам е нешто што јас на пример го покажав кога разговаравме со еден од членовите на групата на Криптовалути Македонија, а сега моментално уште некој го потврди истото тоа што јас го кажувам, вели вака. Според Wyckoff акумулацијата, значи моментално можеме да видиме дека биткоин го направил сопственото дно. Зошто е тоа така? Значи, ако се сеќавате, значи многу едноставно, не мора ни да одиме надолу. Ако се сеќавате, јас разговарав за Wyckoff акумулацијата и затоа е една од темите за кои што ќе поработиме понатаму, ќе мораме да ги објасниме во неколку видеа, значи шемите за акумулација, шемите за дистрибуција и шемите за реакумулација. Со тоа што моментално, значи отворено ми е на дневен чарт, ако се сеќавате, значи ова е веќе неколку пати досега обработуваме за самиот Wyckoff акумулација во последниот сегмент после падот на Terra Luna, каде што моментално имаме градење на Wyckoff акумулационата шема 2, не 1. Тоа беше разликата, ако се сеќавате, со еден од оние кои што се редовни аналитичари во групата Криптовалути Македонија, кој што веруваше дека нема да имаме формирање на спринг, односно тоа е првата шема на Wyckoff акумулација која што имаме selling climax, но нема спринг, туку имаме само неколку позиции на less point of support и придвижување во следниот bull market, практично не bull market, туку следниот bull movement над претходниот контролен сегмент кој што е во оваа ситуација овде. Додека ние верувавме дека Wyckoff акумулацијата од негова страна беше сосема солидно анализирана, само што станува збор за вториот тип на акумулација, а тоа е онаа каде што имаме и спринг, она што може да го видите и во оваа статија. Значи тоа е уствари овој спринг кој што моментално гледаме дека се одигрува. Сега, разликата е во тоа што овој спринг може да биде и многу подлабок, така да мораме да видиме дали тоа ќе се случи. Значи според нашата анализа се уште не сме сигурни се дека она што го кажав ако се сеќавате во вчерашниот шорт. Значи мораме да почекаме да видиме дали ќе имаме пробивање на selling climax-от нагоре, затоа што selling climax-от во исто време представува претходниот пат на биткоин во времето на Terra Luna колапсот до 17,5K, со тоа што пробивањето на ваквиот selling climax, односно претходното локално дно, би значило фактички и формирање на овој спринг
кој што потоа ќе направи ретест на претходниот selling climax и ќе продолжи нагоре со повеќе less point of support додека не дојдеме до следниот практично bull movement нагоре надвор од целата оваа формација. Со тоа што значи мораме да почекаме да видиме дали ќе успееме да го пробиеме значи овој selling climax за да можеме да го формираме она што гледате. Значи веќе го ставивме ово уште пред многу време ако се сеќавате кога разговаравме за оваа ситуација дека мораме да видиме пат, потоа да видиме корекција која што ќе заврши на самиот selling climax и ќе успееме да се придвижиме нагоре. Значи ова движење би било потврда на оваа формација и тогаш веќе ќе знаеме дека следуваат неколку less point of support, значи овие последни практично акумулации пред да излеземе формацијата и се придвижиме во следниот bull movement, односно во следната дистрибуција. Ќе поразговараме повеќе за Wyckoff акумулацијата, нормално ќе направиме соодветни видеа за да ве едуцираме пред да можеме да користиме како дел од нашите стандардни анализи, но во моментов само сакам да ви покажам дека значи ова е еден од оние вести кои што успеавме да ги најдеме, кои што навистина соодветствуваат со нашите анализи, затоа што и некој друг ги дели нашите мислења и ако мене ме прашувате, мислам дека многу добро го погодивме овој дел со Wyckoff акумулацијата на дневна база од самиот пат на Terra Luna па до овој момент. Останува да видиме дали и понатаму сме биле точни, со тоа што ќе напоменам уште еднаш, значи ова може да биде и подлабок спринг, мораме да видиме како ќе одигра самиот чарт. Затоа и тоа фактички што можеме да видиме е уствари формулање на самото дно, но формирањето на самото дно некогаш може да потрае уште малку подолго и може да биде уште малку подлабоко. Затоа, ако се сеќавате уште еднаш напоменив, се уште ги нема внесено последните 30% од нашето портфолио, се додека не видиме што ќе се случи со самите Genesis, за кои што едноставно нема никакви посебни вести во момент. Оно што успеавме да го најдеме за Genesis, како што можеме да видиме во оваа ситуација, е тоа дека истиот пратил писмо во средата, значи тоа е пред само 2 дена, во кое што ги известува собствените клиенти дека се уште работи на начин како да може да го среди овој проблем, односно како да може да најде соодветен начин со кој што би ги зачувал средствата кои што се вложени од нивните клиенти и на тој начин да едноставно најде пат како да продолжи без да дојде до ваков тип на банкрот, со тоа што значи главната работа која што е извадена од целата оваа ситуација е дека е потребно недели наместо денови со цел да се најде начин како да се надмине оваа потешкотија, со тоа што истите значи напоменуваат дека останатите делови од Genesis како компанија работат комплетно и активно за разлика од овој lending arm кој што го имаат, односно кој што треба да се грижи за позајмување и за инвестициите кои што се примени од страна на инвеститорите во Genesis самата компанија во склоп на Digital Currency Group. Со тоа што оваа ситуација значи имаме таква речена ситуација каде што се уште немаме никаква одлука, никакво решение, а ова е уште еден од оние Black Swan евенти кои што моментално буквално виси над криптопазарот, затоа ќе напоменам уште еднаш, не се брзам се додека не дојдеме до ситуација да добиеме соодветни вести во кои што или истата банкротирала или истата продолжила да постои понатаму, односно DCG нашол начин како да ја зачува. Така да тоа се двете основни работи кои што моментално чекам да предизвикаат движење во една или друга насока. И поради оваа ситуација ќе напоменам уште еднаш, не се брзаме со одлучување, значи иако изгледа дека конечно биткоин го направил собственото дно, ваков тип на Black Swan евент може да предизвика сосема тешки последици и уште еден пат под претходниот лоу кој што го имавме пред само недела дена или недела и пол, како беше. Сега, следно што ја верувам дека многу од вас ќе ве интересира е Шангај апгрейдот на Ethereum мрежата, кој што треба да биде активен во март 2023 година, односно моментално се зборува за 3 битни апгрейди кои што сакаат да ги внесат во самиот следен пакет на надградба, затоа што ова ќе биде првиот пакет на надградба откако Ethereum се промени на POS мрежата. Со тоа што во оваа ситуација значи ќе мораме да видиме што од тоа ќе биде превземено, затоа што знаете и сами дека кога станува збор за апгрейд, значи има огромен број на девелопери кои што моментално работат на Ethereum мрежата, кои што како така треба да се договора што е најбитно, што е да речем брзо што мора да се примени на самата мрежа, како и она што е најбарано од самата заедница. Сите знаеме дека Шангај апгрейдот највеќе е баран поради тоа што многу луѓето кои што имаат стейкирано, фактички кои што имаат заклучено сопствениот Ethereum, не можат да го повлечат назад. И
Затоа моментално е одлучено дека тоа ќе биде единствениот и најбитен елемент на следната надградба на Шангај апгрейдот, со тоа што ќе се обидат да додадат и уште два други, кои што се исто така доста битни. Првиот е, значи, нели, да не се лажеме, повлекување на средствата на Етериум во било кое време е нормална работа и луѓето го очекуваат што поскоро. Со тоа што до крајот на март се очекува дека ќе успеат да го превземат овој апгрейд и дека ќе успеат да го направат ова достапно до сите оние кои што имаат заклучено Ethereum во новата мрежа POS. Следниот апдейт кој што се обидуваат да го интегрираат во овој пакет Шангај е EOF Ethereum, на Ethereum Virtual машината на Ethereum, со кој што фактички се обидуваат да направат апгрейд и нормален мејнтенес на самата EVM, затоа што долго време не е направен, според она што го прочитав во самата статија, односно овој тип на апгрейд е сосема нормален и истите сакале да го интегрираат и во претходниот, во мрџот, но со оглед на фактот дека станува збор за основната машина која што го води самиот блокчейн на Ethereum, е било многу опасно да се вклучи заедно со нели самата промена на мрежата од POW to POS. Така да поради оваа причина ќе се обидат овој апгрейд EOF на Ethereum Virtual машината да го направат во текот на овој апгрейд, како и последниот, значи ова се трите најбитни кои што се обидуваат да ги направат е прото Dank Sharding. Значи Dank Sharding треба да биде фактички дел од следниот апгрейд, значи он е следниот голем апгрейд на Ethereum, каде што Ethereum Rollups е уствари групирање, ако се сеќавате ова го спомнав, значи ова е веќе дел од оние следни практично фази на splurge, merge, нели она како што има неколку, да речем, последователни имиња кои што не можам да ги запамтам. Идејата е дека Ethereum Rollups треба да представуваат солуција во која што ќе имаме огромен број на Ethereum трансакции кои што ќе бидат групирани како една и ќе бидат запишани како една. Со тоа што Ethereum Rollups е една од најкреативните солуции кои што сум ги видел, а е толку едноставна, нешто слично на Bitcoin Lightning Network кој што го разговараме вчера, односно имате огромен број на трансакции кои што се практично изедначени и ставени во една, во која што ќе имаме само една трансакција која што ќе биде запишана на Ethereum блокчейнот. Тоа е она што го разговараме. Тоа се оние second layer солуции каде што фактички во оваа ситуација нема да биде second layer, тоа ќе биде друг шард, на кој што овие шардови имаат само мал дел од меморијата на целиот блокчейн и моментално ги групираат овие трансакции со цел да бидат запишани како една и на тој начин да биде платен само еден фи и да биде направено само една запишување со цел да не се прави закочување на самиот блокчейн. Значи тоа е една од најкреативните работи кои што сум ги видел, но она што е најбитно да го знаете, значи моментално целата Ethereum заедница, посебно девелоперите, значи се свесни дека многу од луѓето чекаат да бидат отклучени овие средства со Шангај апгрейдот и значи заклучено е дека ако било кој од овие два дополнителни апгрейди го закочува, односно го забавува имплементирањето на Шангај апгрейдот, значи истите ќе бидат поместени за следните датуми за апгрейд, односно како што можеме да видиме, значи они кажуваат и сами мора да биде направено за март, затоа што целата заедница на Ethereum чека да може да бидат отклучени фактички овие средства на Ethereum кои што се заклучени, кои што се уште нема начин како да бидат повлечени назад од страна на инвеститорите. Така да поради оваа причина, значи ќе напоменам уште еднаш, значи следниот Шангај апгрейд сигурно ќе се случи во март, иако сигурно нема во крипто, но според нив, значи ќе ги одложат сите апдейти кои што сакаат да ги вклучат во Шангај апдейтот со цел да го интегрираат прво овој дел, па се останато. Следно кое што сакам да го напоменам е моментално Европа се обидува да направи еден паралелен закон кој што го нарекува директива. Ако се сеќавате, ние го спомнавме Мика, значи и овдека се спомиња во самата стасија се спомиња Мика исто така, која што практично се фокусира на тоа кој ќе биде регулатор и каква ќе биде поделбата, односно да се направи основна класификација и регулатива за криптосекторот, претежно за криптовалутите. Додека овој дел, оваа директива е насочена кон казнување и интегрирање на систем по кој што ќе се врши контрола на сите компании кои што имаат било каков тип на работа со крипто со цел да се оданочат соодветно. Значи они тоа го нарекуваат како even playing field, односно значи дека нели нема логика да ги даночиме само регуларните компании, а додека оние кои што работат со крипто имаат огромни профити и не плаќаат ништо околу сето тоа што моментално го прават во крипто секторот. Така да, ако мене прашувате, тоа има логика, но ќе напоменам уште еднаш. Нема да има, значи, интегрирање на крипто секторот во Европа, се додека тоа не е профитабилно за Европа.
а моментално Европската унија се обидува, значи според нивните проценки, очекува 2,5 билиони на годишно ниво само од оваа моментална директива која што ќе биде насочена кон сите компании кои што работат со крипто. Проблемот е што, значи не е ова само европска територија, многу од овие компании се интернационални, како што е на пример Binance, не само што е интернационална, туку нема основна база на операции, односно нема држава од која што фактички потекнува самата по себе. Така да поради овие причини ја верувам дека ќе има доста компликации околу оваа ситуација, затоа што вие сакате да даночите компании кои што можеби се базирани во Сингапур, работат во Европа, така да тоа е веќе проблем на двојно даночење, кој што не е дозволен и поради оваа ситуација ја верувам дека ќе има доста голем судир на права во однос со тоа од каде потекнувате и каде работите, така да ја не верувам дека ова ќе помине така лесно како што они сакаат да помине, но ќе напоменам уште еднаш. Кога станува збор за земање пари, значи махери се, да не се лажеме, значи овие зверови се махери, они знаат точно што прават, така да ако сакаат да го избуткаат, ова ќе го избуткаат. Во секој случај, мене ако ме прашувате, дадете соодветна регулатива да се регулира ова и луѓето да можат да го поседуваат, нели, соодветно и легално, тогаш нема проблем, да ночите го. Но прво средете во тој дел, така да јас верувам со Мика, значи ќе биде среден прво тој дел, да едноставно луѓето знаат што е тоа, како се класифицира, дали може да го држат или не и дали е легално, додека со вториот дел ќе знаат и како да си платат соодветен данок на профитот кој што го прават. На крајот од денот, да бидеме реални, значи правење профит од било која професија е одданочен од државата во која што сте резидент и каде што работите најчесто, така да тоа е сосема легално оправдано, да речеме. Иако јас се наоѓам во Малта поради еден од тие причини е дека Малта сама по себе на крипто, значи на сите оние кои што се инвеститори во крипто, не трговци, не им наплаќа никаков данок. За трговците следува 35%, додека за инвеститорите на оние циклуси не наплаќа никаков данок. Така да мене ако ме прашувате да платите 35% кој што е нормален данок во останатите држави и да платите 0% ако сте инвеститор, има голема разлика. Така да една од причините поради кои што се наоѓам во Малта е тоа и значи останува да видиме дали тоа ќе се промени, но со оглед на фактот дека Малта представува една од првите земји која што е како што го велат даночен рај, значи има соодветни категории кои што навистина имаат добри бенефиции, доколку нели се наоѓаат во низината држава и има соодветен статус легален, така да мене ако ме прашувате тоа не е лоша карактеристика на државата каде што се наоѓам. Имајте го тоа во предвид, затоа што ако дојде ова во Европската унија, брзо ќе дојде и во нашата држава, а јас тоа го очекувам веднаш, затоа што како и во Европската унија, така и кај нас, кога треба да се даночи, кога треба да се земат пари, нема проблем. Први се веднаш се прави легислатива, побрз терк, веднаш се проверува, се прават органи, само да се земат парите. Така да имајте го тоа во предвид. Многу верувам дека за брзо време ќе биде во Европската унија, а ќе биде и кај нас. Затоа што да направите регулатива со која што ќе воведете нови термини, цел еден нов сектор е многу тешко. Ама да направите само копија од тоа што ги деночите моментално основните проекти, основните компании, да речеме и учесници во економскиот пазар и само тоа да го пренесете на криптопазарот е нели многу едноставно. Само треба да копирате и да видите кој треба да деночите. Така да верувам дека многу брзо ќе помине тоа. Една интересна работа која што најдов е дека Ripple моментално има собствени off and on ramps во однос на ситуацијата во која што би сакале да купите и да продадете Ripple, што е многу добро, со тоа што моментално истите се воведени во Холандија, а моментално ќе се воведуваат во Велика Британија и во Франција, со тоа што ќе напоменам, ова е уште еден од оние показатели дека Ripple се обидува што повеќе да се оддалечи од Америка, со оглед на фактот дека е рак на овој свет. И дека нели како и многу други проекти најдоа начин како да го забават, како да го забранат, нели, иако тоа верувам дека многу брзо ќе им се удри од глава. Еден или друг начин секако, значи ти кажам уште еднаш, јас сум инвеститор во Ripple и верувам во неговата иднина на мој ризик нормално, како што верувам дека го правите и тоа вие, како и да е. Значи Zoom Wallet моментално има соодветни on and on off ramps за сите резиденти и жители на овие три држави, каде што немате потреба да користите менувачици, туку директно од самиот wallet може со прикачување на кредитна картичка или дебитна картичка да купите и да продадете директно, без значи никакви посебни on and off ramps, барање на дозвола, па дали банката прифаќа или не. Значи тоа е многу добро и ако мене ме прашувате, тоа е многу позитивно, затоа што банките се
едни од најголемите кочници на моментално спроведување на крипто и развивање на крипто секторот. Ќе ви кажам прост пример. Моментално во Малта, на пример, сите малтешки банки имаат комплетна забрана за трансакции од било каков тип на крипто играч. Без разлика дали е Binance, Coinbase, без разлика. Значи не може да направите ниту трансакција од банка кон нив, ниту од менувачниците назад кон банката. За разлика од тоа, да јас морам да користам некоја банка од Англија, која што има Revolut картичка, така и се нарекува самата банка Revolut, која што ми дозволува да правам фактички трансакции на и од Binance со цел да можам да го користам својот фиат, со цел да можам да инвестирам. Така да во моментот тоа е позитивното што го гледам овдека. Значи, ваквиот тип на директни on and off ramps од одредени волети, иако ова е само за една валута, се позитивни затоа што на овој начин се почнува, а потоа нели ова верувам дека ќе се развие доста брзо, кога конечно Мика ќе биде имплементирана во сите европски држави, па на тој начин ќе биде и многу поедноставно банките легално да можат да прават трансакции од криптопродуктите директно на вашиот wallet, да не мора да го правите тоа преку менувачници. Интересно што би сакал исто така да напоменам во оваа ситуација е овој Торко од моментално MicroStrategy, значи Michael Saylor. Значи Michael Saylor е еден од најголемите Bitcoin Maxis и нели со оправдано во ред. Значи навистина, прв на играта, прв во пазарот, стварно е недецентрализиран, нема компанија која што стои позади него. Идејата за Bitcoin е одлична, нема туку мова. Но на овој начин, ќе го повторам тоа, значи како во Македонија, така и во светот и обратно. Трибализирање на тоа кој на кој проект потекнува, па кој за кој проект навива е најголемиот непријател на развивањето на крипто секторот. Тоа е поради тоа што моментално истиот Michael Saylor, наместо да помогне во регулирање и на овој начин како сите овие проекти да успеат во криптосферата, он моментално повикува на SEC, односно Комисијата за хартија од вредност во Америка, да буквално ги забрани сите овие компании, односно се што не е биткоин да биде едноставно уништено. Значи идејата му е нека им поднесе ултиматум во кој што да речеме имаат, не знам, од една недела да ги средат своите документи и да ги прогласат своите валути за хартија од вредност или да престанат да постојат. Значи тоа е крајно неодговорно и крајно глупаво, затоа што не може едноставно, ако не одговара или принуди ги сите да го слушаат законот кој што е стар, не знам, 60 години, или да не постојат. Значи тоа е крајно глупаво, посебно со оглед на фактот дека живееме во 21 век, каде што технологијата е единствениот начин напред. Технологијата е таа што ќе донесе подобар живот во било кој сектор од без разлика дали е, не знам, земјоделие, медицина, технологија од типот на инженерство или не знам што, значи технологијата е единствениот начин кој што може да го подобри животот на оваа планета. И најнаш вие повикувате на идиотизам од типот на ако не одговараат со законов од пред 60 години, нека престанат да постојат и нели да не се замараме и нека дојдат сите у биткоин идеја. Но како и да е, нели, тоа е идеја, тоа е, нели, секој има право на мислење, но таквите повикувања на трибализам каде што Bitcoin Maxis нели купиле на времето кога требало, направиле профит и сега работаве, никој не смее да успее затоа што ние успеавме и на тој начин го обезбедуваме нашето постојано нели владење со овој сектор, што е многу глупаво. Посебно многу би сакал да ги видам сите овие Maxis кога ќе дојде момент Ethereum да има поголем маркет кап од Bitcoin. Значи многу би сакал да го видам тоа, затоа што јас навистина верувам во флипенинг и верувам дека ќе дојде момент во кој што Ethereum ќе има многу поголем маркет кап од Bitcoin, што е само прашање на време, затоа што и златото било златна резерва и сите морале да го држат во иста количина со нели парите кои што ги издаваат, но многу брзо ваквите пари го надминале во вредност, затоа што едноставно Биткоин е во ограничена количина, за разлика од останатите се многу подинамични во однос на нивниот кап, односно тоа колку има во циркулација од таквата валута, со тоа што замислете кога ќе дојде момент каде што Ethereum е со негативна инфлација за со дефлационо средство за разлика од биткоин кој што се уште има околу 3% и сега ќе се намали на 1, нешто процент инфлација, така да генерално јас се уште верувам во тоа дека Ethereum има многу голема шанса да стане number one
останува да видиме дали ќе бидеме во право или не, но таквиот флипенинг јас верувам дека конечно ќе име затвори устата на овие нели биранава стока, плава крв во крипто и на тој начин ќе дојде ситуација во која што конечно ќе се помириме со тоа дека крипто секторот е еден, додека за разлика од нашите мислења, неговото е дека биткоин е единствениот крипто, се друго е хартија од вредност, што е жива глупост, но нели секој има право на мислење, што може да направиме тука. Повторно, и ова е мое мислење, како негово, нормално јас и он имаме различни мислење за сето ова, но како што он може да каже дека треба сите проекти да се затворат и се да се претвори во биткоин, така јас можам да кажам дека ваквите биткоин максиски се затнат мустата, кога конечно ќе добие ситуација во која што некој ќе го надмине биткоин. А тоа е прашање на време. Не постои апсолутен добитник, не постои апсолутна компанија или апсолутен проект на светот. И биткоин со неговата перфектност ќе дојде некој што ќе го надмине по, нели, технологија или како и да е, по нешто, во секој случај. Останува да видиме, но јас мислам дека Ethereum има многу добра шанса. И последна вест е нешто што е многу интересно, а тоа е дека ова е повторно соодветна, значи е вака. Climtech Vice Chair, значи ова е некоја соодветна компанија која што се занимава со утврдување на тоа кои компании имаат негативна, позитивна емисија на карбонски гасови и на тој начин, значи истиот во оваа ситуација оваа компанија прави анализа на биткоин майнерите, со тоа што во последната анализа која што е доста свежа, значи ова е од вчерашниот ден, имаме значи нови сознанија во кои што 29 компании кои што мајнаат биткоин биле испитани, а тоа се од вкупниот биткоин кој што моментално е на пазарот, оприлика 16,5%. Не биткоин, туку од биткоин половите, од хашрейтот, значи они поседуваат 16,5%. Значи истите работат моментално со оприлика 90 до 100% чиста енергија. Со тоа што, значи тоа со ваквиот промена на конструкцијата на технологијата која што ја користат мајнерите, моментално се наоѓаме на 52,2% од целата биткоин мрежа користи исклучиво чиста енергија која што нема никаков тип на емисија на гасови, со тоа што дополнително, многу интересна работа, значи заклучува дека 12 од нив, значи 12 од овие компании кои што ги истражувале, не само што не користат никаква карбонска емисија, туку имаат и негативна карбонска емисија, односно преку сопствената технологија направиле начин како да помогнат во намалување, не само што нели го елиминирање, туку нивната технологија и го намалува јаглеродниот диоксид во воздухот. Значи, повторно, како тоа се прави не е битно. Идејата е дека ова покажува дека моментално 52,2% од сите мајнери, од сите мајнинг пулови работат со чиста енергија, што е исклучиво битно. И да напоменеме дека по кажувањето на Илон Маск, кога или неговиот совет, ако се сеќавате, он направи совет за биткоин мајнинг, кој што каже дека кога биткоин ќе почне да користи повеќе од 50% чиста енергија, истиот повторно ќе биде прифатен за купување на Тесла, значи и Тесла продукти, така да овој пат ја мислам дека време е Илон Маск да си ја промени одлуката која што ја донесе, со која што го изманипулира пазарот да падне и да се врати нели на она што беше претходно, каде што пак ќе кажам, значи тоа е уште еден начин на кој што се прави адаптација, односно се проширува самата технологија и идеја за крипто низ целиот свет. Со тоа што само да напоменам пред крај, значи гледате, до крајот на 2020 година имаме 40% од сите мајнери користат чиста енергија. Во 2021 година ова се намалило на 28,5%, што е својствено на она промена на мајнерите, кои што имавме голема миграција на мајнерите од Кина кон сите останати земји, кои што во тој момент претпоставувам дека мора да користат било каков тип на ресурс со цел да направат нели било каков тип на мајнинг, со тоа што моментално од 28,48 во текот на 2022 година се качуваме на 52,2, што воопште не е лошо. Тоа е значи дупло зголемување на корисни технологии во неоставање на емисии во воздухот со цел мајнење на биткоин. Така да тоа е една позитивна работа која што сакам да споделам со вас, тоа е доста битно, ова се половите и компаниите кои што биле земени во предвид, со тоа што овдека е колку е чиста фактички самата технологија која што користат. Гледајте, значи имате само една компанија која што има две, тоест оприлика околу 90% чиста технологија, додека сите останати се скоро 100%. Така да тоа е последната вест која што сакам да споделам со вас. Се надевам дека ви се допадна и овој вести како и секогаш. Остануваме понатаму
напорно да работиме на информирање на нашата македонска јавност за тоа што се случува во крипто секторот. Ви благодарам како и секогаш за вашата посветеност и за следењето на нашите видеа. Нормално. Последно, како и секогаш, единствено што барам од вас е да го споделите овој материјал со некој кој што сака можеби да го научи ова. Ова се информации кои што доаѓа многу брзо и пред да бидеме свесни ќе бидат секојдневие. Така да колку повеќе знаеме, колку повеќе се информираме сега, толку ќе бидеме пред остатокот од оние кои што ќе бидат информирани прекасно, затоа што најчесто профитот се прави кога масата се уште не знае за постоење или развивање на одредена технологија или одредени случувања. Така да е добро да бидете дел од овој сектор и на тој начин ќе помогнете на некој да ги добие информации пред да биде така речено прекасно, односно поголемиот дел профитот кој што е возможен во овој сектор да биде позади нас. Ви благодарам уште еднаш, нормално, како и секогаш следете и нашите шортс, таму ве информираме за потенцијалните следни видеа кои што ги направиме, со тоа што ќе почнеме да објавуваме од време на време и шортс од типот на информации кои што се битни со цел нели за да не мора да чекате за да речем вести цела недела или за одреден дел од техничка анализа цела недела. Зборуваме за шортс од 1 минута во кој што ќе ви даваме само клучни информации кои што моментално ги следиме, со цел да го, значи постојано да имаме така речено информација која што е битна на пазарот. Така да ви благодарам уште еднаш, имајте добар ден и се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Гемиџија.